Богата понуда на овошје и зеленчук на Тетовскиот пазар. Тезгите се полни со намирници, портокали, лимони, јаболки, тиква и разни видови на зеленчук. Но и покрај тоа што се нуди се што во изобилие, граѓаните се помалку купуваат, се жалат пазарџиите. Пандемијата и тоа како влијае на прометот, а цените се вообичаени како и секогаш. Сега пред први нема паре, луѓите ништо не се троши. Тоа е, што да правиш? Криза е криза. Тоа е. Мало и коронава е, затвори народот, се затвори дома и нема што да правиш. Толку е тоа. Се осеќа дека е паднат прометот сега периодот? Паднат е, па ежи тоа. Нема паре, луѓите и нема да се продава ништо. Слаб е пазарот. Тоа е. А што најмногу бараат граѓаниве? Ништо, за сега купу се зема, за зимница се стаја и тоа. Друго тете, слабо, ора има, не иде. Лешники луѓе има, не иде, се жалјат. Ево, мушмули има, и тие не идат. 20 динара, вика, 20, нема луѓе паре, што му да правиш, тоа е. А цениве како се низ пазарот? Цените грео те речиш, не се скупи многу, али нема паре луѓите. Фала Богу, како е времето, опет добро се купи. Кад нема луѓе, епидемија, тоа опет добро се купи. Опет добро зема. Фала Богу. Чувствува ли помалку народ низ пазарите? Нормално се чувства помало. Пандемија е чиме има помало луѓе. Па фала Богу, опет добро. Нема народ, еве се види. Тоа што е. Зошто нема народ? Поради Не може, поради вирусот, поради паника на власта, тоа е тоа. Иначе, еве, народот се гледа колку има. 200.000 жители у Тетово нема 1% народ. А што нудите и како се цениве? Па еве, цените се гледат, поволни цени. Стално ова цена е била. Пазарот е раздвижен, но не како порано. Некои тетовци разгледуваат, други купуваат. Најмногу овој период се купува овошјето. Оти треба витамини да се помине зимата, но и да се заштитиме од коронавирусот, велат тетовци. Па све што треба, и витамини, и други производи што треба и така. Како се цениве? Па сега, каде како. Некој скупи, некој поевтини, тоа е. Највише се купуваат витамини. Мандарини, портокали, банани, јаболки, тие работи сега кои ќе се купуваат, нормално и за зеленчук, нормално, за пранене јадење. Цениве како се? Па ценеве, према нашиве плати се високи. Нема 108.000, што можеш да правим? Тоа е. Нема ништо. Животот таму тежок, многу. Државата треба да води рачун за своите субјекти, со својот народ. Треба да ги дигне платите, да им помогне на народот. Се уште не ги дава тие 6.000 што треба да ги дават. Народ стварно гладува, има некој стварно ептење за нив. Треба да води сметка секој. Исто како и во речиси секоја област, пандемијата негативно се одразува и кај пазарџиите и земјоделците. Се потешко е, па некои велат дека размислуваат додека помине зимата да ги затворат своите тезги.